Политиката е можеби гола вода, но политиката за вода не е. Само кога ќе ја пуштиме чешмата и од неа нема да излезе ништо, сваќаме дека сме жртви на политичка неодговорност. Водата е човеково право и според Обединетите нации секој има право на пристап до чиста и здрава вода за пиење. Кога не постоеле ни Обединети нации ни човекови права, ова право се остварувало полесно од дождовница, од природните извори и од чистите реки. Денес за тоа е потребен сложен систем од закони, одлуки и мерки за прочистување, јавни предпријатија, институции за испитување и многу друго. Затоа водата е течност без мирис, без вкус, без боја и со многу политика. За граѓаните да не се пренесуваат жедни преку вода, многу е важно тие да бидат запознаени со тоа како функционира системот за снабдување со вода и да можат да препознаат кој, кога и како им го нарушува правото на пристап до вода. Тој пристап треба да е еднаков за сите потрошувачи, а не едни да добиваат на дојдена река, а други да се држат на капка по капка. Од целата мрежа на институции и регулативи за граѓаните се најважни јавните комунални предпријатија. Тие се директно одговорни за тоа колку добро ќе биде снабдувањето со вода и колку пари ќе чини. Тие ја испраќаат пресметката за формирање на цената според тоа колку им треба за да ја донесат водата до дома, за да направат нови водоводни линии и за да им дадат плати на вработените и партиски и непартиски. Колку полошо се управува предпријатието, толку поскапо и полошо ќе биде снабдувањето со вода. Затоа е многу важно кој и како ги води политиките за вода, а за граѓаните е поважно да знаат која врата за нив мора секогаш да биде отворена и каде мора секогаш да има слободно столче за нив кога се одлучува за водата. Едни од тие места се советите на општините, каде народните избраници гласаат за одлуките. Но најважно од се е водата да не се троши залудно.